Предлагам да почнеме. Како домаќин на денешново, некој ми рече, мислам дека Вера Чаповска ми рече, Владе, ова денес ќе биде неформално дружење всушност. И јас се согласувам и многу ми е драго што ќе биде повеќе неформално дружење отколку формална промоција. Сакам најпрво две информации да дадам. Првата е дека тие што не добија книга, целиот тираж на оваа книга е бесплатно, тоа не е комерцијално издание, тоа се 500 примероци. Тие што не добија, бидејќи не го добивме целиот тираж вчера, само да остават податоци свој контакт на масата таму и ние веднаш до крајот на неделата, значи штом го добиеме остатокот тиражот, ќе ги дистрибуираме. Се извинуваме за ова, ама овој месец ноември имаме толку книги што излегуваат од печат, што просто не навасуваат печатниците. Патем биде речено, веќе идната недела имаме уште една промоција на уште еден човек кој се занимава со оваа тематика, тој е Кит Браун. Така што се надевам дека ќе се видиме одново за таа промоција. Денес имам исклучителна чест и среќа и задоволство со нас да се авторите на книгата, Лоринг Денфорд и Рики Ван Бусхотен. Не често ни се случува да успееме да ги довлечеме авторите кај нас овде во моментот кога нивните книги излегуваат отпечатени од македонски. Еве денес на македонски, денес ја имаме таа среќа и тоа задоволство, така што по двајцата промотори на книгата, кои седат лево од мене и кои сите ги знаете, од мене десно се авторите. По нив и пред да отвориме, како би рекол, можност за прашања, коментари и така натаму, ќе пробаме на телефон да разговараме со една од мајките, Стоја Јанковска, која не можеше да биде денес со нас поради смртен случај во семејството. Таа изрази желба да ни се обрати на овој собир денес преку телефон и ние ќе се обидеме тоа да го оствариме. Јас нема да должам, сакам да кажам дека во првиот момент кога слушнав дека книгата се подготвува за нејзиното американско издание, значи уште не беше излезена од печат, а мислам дека слушнав преку брачната двојка Чаповци, кои за мене се одличен извор на информации за овие теми. Одамна се знаеме и се ме потрошиле саати и саати на дискусии за граѓанската војна во Грција, за правата на децата бегалци и генерално за егејското прашање и во некогашна Југославија. Уште тогаш се заинтересиравме, успеавме да ги добиеме авторските права и потоа се разбира чекавме, дури излезе првото издание на книгата на англиски од издавачката куќа на Чикашкиот универзитет. И сега тука не можам да одолеам да не се пофалам дека благодарејќи на авторите, ние денес во нашето издание на македонски имаме 5 приказни повеќе од деца бегалци, отколку во оригиналното издание. Така што, мислам дека е тоа посебно богатство за сите нас овде. Инаку, ја имам дури една помалу приватна причина за возбуда. Внатре во книгата е спомнат првиот собир на во 1988 што беше одржан на Скопскиот саем и бев еден од двајцата режисери кои работеа на театарската представа, која е спомната овде, или театарска изведба, заедно со моите студенти. И тогаш во подготовката на таа изведба учествуваше уште еден човек, чие име морам да го спомнам. Тој е музичарот Златко Ориџански, кој подоцна учествуваше во изработката на саундтрекот на оној филм Пред дождот на Милчо Манчевски, Before the Rain. Златко тогаш беше млад музичар, кој со голема љубов ни се придружи и придонесе за
би рекол, за поетичноста на таа сценска изведба. Но, јас тука ќе запрам и ќе ги замолам нашите промотори, не знам, се договоривте кој ќе биде прв? Професорот историски оддел. Историски оддел, значи доктор Тодор Чепреганов, директорот на Институтот за национална историја. Повелете. Благодарам. Почитувани присутни, самата бројност на ова, како што рече Владе, неформална средба покажува колку е се уште голем интересот за децата бегалци, што и самите автори го кажуваат во книгата, во оно што го пишуваат. Прво би сакал да го честитам на Фондацијата Отворено општество 20 годишниот јубилеј, со надеж дека ќе продолжат и понатаму да ја практикуваат ово што денес ни се овозможува да бидеме во допир со книги кои што се објавуваат надвор, кои што за жал ние не можеме да ги имаме. Јас моето излагање го насловив "Децата меѓу политиката и хуманоста". Кога на Универзитетот Принстон програмата за елинистички студии ја најавила работилницата насловена како "Децата бегалци од граѓанската војна на Грција во Источна Европа", раселување, сеќавање и национален поредок на нештата, а како говорници биле Рики ван Бусхотен од Универзитетот на Тесалија и Лоринг Маденфорд од коледжот Бейтс во 2005 година. И таа програма била испратена електронски до Друштвото за модерни грчки студии, веднаш покренало лавина на телефонски јавувања до директорот на програмата за елинистички студии во Принстон. Биле обвинети за антиелинизам и за предавство. Рики ван Бусхотен била наречена лажга и пропагатор која словените ги нарекува македонци, а на Денфорд му се забранил пристап да му се забрани пристап до оделите за модерни грчки студии. А Николас Гејдж, авторот на Елени, бестселерот на Нью Йорк Таймс, ги обвинува Денфорд и Бусхотен за перверзна и нечесна ревизија на историјата што посрамоти десетици илјади деца и родители кои што страдаа од бруталната политика на комунистичките герилци. Реакцијата била насочена кон едно од најконтроверзните прашања на граѓанската војна во Грција, евакуацијата на 25.000 грчки и македонски деца од партизаните според програмата за евакуација на КПГ, донесена во раната пролет 1948 година. Нивната крајна дестинација беа земјите од Источна Европа, каде што требаше да бидат згрижени и да го продолжат своето школување, додека безбедно не се вратат во своите домови по завршувањето на војната. Оправдувањето за превземената акција, според Комунистичката партија, било од хуманитарни причини, но префрлањето на децата од борбените зони им одговараше на нивните политички војни интереси. Со нивното заминување останаа помалку цивили за хранење, а жените, ослободени од одговорноста да се грижат за децата, можеа лесно да се мобилизираат и да се придружат на партизанската кауза. Но она што беше трагично беше фактот, како што забележуваат и самите автори, што некои од евакуираните деца беа враќани назад во Грција за да се борат во редовите на демократската армија, контролирана од комунистите. Но треба да се има предвид и фактот што на оваа акција на Комунистичката партија се спроведе и акција од страна на грчката влада, предводена лично од страна на грчката кралица. Под нејзина закрила 18.000 деца од Северна Грција биле сместени во детските домови лоцирани во градовите и градчињата низ цела Грција. Во 1950 година повеќето од тие домови биле затворени, а мнозинството деца вратени во своите родни села. Заедничко и за децата евакуирани во Источна Европа и децата кои што биле евакуирани од кралицата е тоа што едните и другите беа сместени во институции што беа многу слични, иако биле водени од диаметрално спротивставени политички идеологии. Додека повеќето од децата евакуирани во детските домови во Грција прилично брзо се вратиле дома, децата кои беа евакуирани во Источна Европа останаа во странство подолг временски период. Многу од нив никогаш не се вратија дома. И едните и другите поминале низ ужасните страдања што биле одделени од своите семејства. Почитувани, повеќе од 7 децении од случувањата поврзани со граѓанската војна во Грција 46-49 година, останува впечатокот дека овој особено трагичен настан не го добил потребното заслужено внимание од страна на историчарите.
За волја на вистината, присутна е научна и публицистичка литература, во која се вложени сериозни напори за да се дадат одговори на многобројните прашања што произлегуваат од комплексноста на овој настан. Но сепак, се уште се чувствува забележлив недостаток на повеќе компоненти за негова целосна демистификација. Секој што се занимавал со проучување на историјата на граѓанската војна во Грција се соочил со еден непобеден факт, односно дека станува збор за еден исклучително сложен историографски проблем кој што изискува опшезни научни истражувања и тоа на повеќе нивоа. Оваа констатација на авторите на книгата секако добива на тежина ако се земе предвид пред се она што веќе прозвучува како дефиниција за овој настан, односно дека граѓанската војна во Грција е продукт на судирот на внатрешните, регионалните и меѓународните сили. Но во овој контекст неопходно е да се има предвид дека случувањето од граѓанската војна се совпаѓаат со периодот на транзитирање на меѓународниот систем на држави од Втората светска војна кон Студена војна, при што силно е присутна тенденцијата за дефинитивно дефинирање на геополитичките и геостратешките позиции помеѓу дотогашните сојузници, а сега веќе и новите суперсили, Соединетите американски држави и Советскиот сојуз. При тоа, од особено значање да се потенцира дека Втората светска војна предизвика силна трансформација на рамнотежата на силите во Европа, така што Југославија, Бугарија и Романија паднаа под комунистичко влијание и беа абсорбирани во Советскиот блок. Практично, од сите балкански држави, единствено Грција остана надвор од овој блок и со тоа се отвори поле каде што преку граѓанската војна се тестираше моќта на Велика Британија и Соединетите американски држави да ја сочуваат Грција за железната завеса како издржливоста на Советскиот сојуз во намерата да го прошири комунизмот и во оваа балканска земја и на тој начин да ја подрие британската стратешка позиција на Блискиот исток. Обесправеното македонско малцинство во Грција, силно поддржувано од најмоќниот комунистички лидер на Балканот Јосип Броз Тито, притоа се покажа како идеален инструмент за реализација на Титовите тежнења за југословенска доминација на регионот, како и погодно тактичко средство во технологијата која што советскиот лидер Сталин ја примени за да стабилизира стекнатата позиција на советска Русија во повејниот меѓународен светски поредок. Резултатите од овој судир се општо познати. Грција остана во таборот на земјите на западната демократија, железната завеса се спушти, а Југославија успева да се извлече од влијанието на Москва и со силната западна финансиска поддршка станува клучен фактор на балансот на силите во Југоисточна Европа. Ако кон ова се вклучат и драматичните последици произлезени од граѓанската војна во Грција, чиј крајен ефект е целосно разбивање на етничкото структурно јадро на македонците од егејскиот дел на Македонија, така што илјадници од нив и денес живеат со синдромот на раселени лица, како резултат на одлуката на грчката влада од 1982 година за слободно враќање во земјата само на политичките бегалци кои се грци по род. Едно од најконтроверзните прашања, како што истакнавме погоре, е прашањето за евакуацијата на децата. Имено, во интензивните подготовки на Демократската армија на Грција за конечно пресметување со својот противник извршени во 1948 година, при времената демократска влада на Грција, формирана од КПГ, во крајот на претходната година, 1947, на седницата од 21 февруари донело решение за евакуација на децата во источноевропските земји. Ова решение било донесено во име на хуманоста, односно, цитат, спасување на децата од ужасите на војната, завршен цитат, што било поврзано со војните подготовки и планови на ДАГ за 1948 година, кога требало да се водат решавачки битки во Грција, а особено во северо-западниот дел на земјата. Затоа со првичните планови биле офатени само децата од наведената област, но подоцна евакуацијата била проширена и во другите области од делот на Македонија во рамките на Грција од пограничните краеви на Епир и Тракија. Другата причина за донесувањето на едно вакво решение во историографијата се поврзува и со плановите на ДАГ да ја зголеми својата ефектива, согласно промената на тактиката и војувањето од герилско во фронтално и војните планови официализирани на третиот пленум на КПГ од септември 1947 година. На овој пленум, меѓу другото, било решено во следните 3 месеци бројот на борците од 24.000 да се зголеми на 60 до 65.000 и до пролета 1948 година да се ослободи северниот дел, односно делот на Македонија во составот на Грција, како прва етапа од ослободувањето на земјата. Во ваквите планови за мобилизација акцентот бил ставен на малолетните младинци,
но и на женската популација која требало да се ослободи од грижата за своите деца и сета енергија да ја насочи кон остварување на плановите. Тоа е евидентно во итната наредба на главниот штаб на ДАК за регрутирање и мобилизирање на лицата родени во периодот 1927 до 1932 година од двата пола и во многобројните повици за мобилизација како едно решение на првиот конгрес на организацијата НОФ од 13. јануари 1948 година, во кој е потенцирано, цитат, дека должност на сиот македонски народ, сите мажи и жени, е да стапат во редовите на ДАК. Завршен цитат. Сушност, вака поставената релација меѓу комплексноста на настанот и предизвиканите последици ја прават исклучително тешка достапноста на целосна историска вистина, предизвикувајќи го впечатокот дека таа во одредени аспекти ќе остане и вечна тајна. Како што ќе истакне Данфорд, цитат, сите овие драматични реакции за нашата работа укажуваат дека евакуацијата на децата од Северна Грција продолжува да го поларизира модерното грчко општество и неговите заедници во диаспората до ден денес. Завршен цитат. Книгата, која што е предмет на денешната промоција, представува пресек меѓу историјата, приказните и историјата, како што наведуваат самите автори. Како што ќе наведат, тие велат дека, цитат, нас не интересираат приказните раскажани од децата бегалци кои беа евакуирани од нивните домови за време на граѓанската војна во Грција и историјата на самата граѓанска војна во Грција. Што е уште поважно, нас не интересира односот што постои меѓу овие приказни и оваа историја. Завршен цитат. Авторите се обидуваат да покажат дека историите или приказните, како што велат тие, раскажани во прво лице можат навистина да ја подкопаат и услужнат онаа сигурност на историјата, но исто така нагласуваат дека односот меѓу овие два вида историја е многу посложен отколку оној на некоја бинарна спротивставеност. И ќе поентираат, цитат, сосредоточувајќи се на меѓусебното делување, меѓу историјата и историите, се надеваме дека ќе придонесеме за едно ново разбирање на историјата на граѓанската војна во Грција и покрај фактот што историите или приказните, како што сметаат тие, навистина може да ја подкопаат историјата и да ја услужна сигурноста на историјата. Сигурно дека устната историја може да даде друга перспектива на историјата, но сепак, она што се случи со децата бегалци се случи во време и простор за кој секој еден учесник во тие настани има своја приказна или собствена историја, а историјата и политичката историја имаат сосема друга димензија. Авторите се осврнуваат на два дискурса: искуствата доживеани во прогонство на децата бегалци и репатријацијата. Исто така се осврнуваат и на дилемата дали се работи за евакуација, за деца бегалци или за киднапирање на децата. Книгата представува интердисциплинарен проект во кој се комбинирани и етнографските и историските пристапи, како и антрополошките. Како што истакнуваат авторите, ова е прва научна книга која ги истражува животните истории раскажани од децата бегалци од граѓанската војна во Грција и таа е воедно и важен коректив на претходно објавените популарни дела на оваа тема, а во повеќето од нив во која преовладувале националистички, комунистички или антикомунистички идеологии. Исто така треба да се истакне дека ова е единствена студија во форма на книга за децата бегалци од граѓанската војна во Грција, која се занимава паралелно со искуството и на грчките и на македонците деца бегалци. Во текот на истражувачката работа за книгата авторите направиле интервјуа со 114 деца бегалци кои ги напуштиле своите села како дел од организираната кампања за евакуација изведена од Грчката комунистичка партија и од грчката влада. Интервјуирале луѓе со што е можно по различни гледишта и искуства. Луѓе кои биле евакуирани во Источна Европа и во детските домови во Грција, како и луѓе кои се идентификуваат себе како грци и луѓе кои се идентификуваат како македонци. Интервјуирале луѓе кои биле евакуирани со дозвола на своите родители и луѓе кои биле евакуирани против желбата на своите родители. Исто така, интервјуа се извршени со луѓе кои ги поддржувале комунистите, кои ја поддржувале грчката влада и луѓе кои се обидувале да останат колку што е можно по-неутрални. Исто така во кругот на интервјуираните се луѓе кои потекнуваат од најразлични области во Северна Грција, луѓе кои биле евакуирани во разни земји во Источна Европа и кои биле репатрирани во Грција во различни периоди и луѓе кои си создале домови на различни континенти. Не може да се исклучи
како што реков и на почетокот, политиката во однос на сето она што се случувало со децата бегалци, било грчки или македонски. Ова само покажува, и денес сме сведоци, како децата можат да се искористат во политиката. И покрај сите меѓународни конвенции, сите меѓународни организации кои се борат за заштита на правата на децата, сепак тоа е присутно и ден денес. На крајот само бих кажал да истакнам дека да ја поздравам уште еднаш идејата на Фондацијата Отворено општество Сорос да ни ја приопшти оваа книга и оние другите што следуваат, затоа што тие се однесуваат токму на оваа, на слична проблематика, а на авторите да им честитам и со надеж дека ќе продолжат и понатаму да работат на оваа проблематика. Благодарам. Благодарам. А сега го молам доктор Љупчо Ристевски од Институтот за етнологија и антропологија. Мислам дека точно го кажав. А предпоставам дека тој ќе ни го даде сега другиот аспект, погледот кој е именно од аспект на етнографијата и етнологијата и антропологијата. Повелете. Благодарам. Почитувани автори на книгата Децата од граѓанската војна во Грција, бегалците и политиката на сеќавањето, професор Лоринг Денфорд и професор Рики Ван Бусхотен. Почитуван професор Владимир Милчин, директор на Институтот Отворено општество. Почитувана преведувачка на книгата госпоѓа Вера Чаповска. Почитувани колешки и колеги, драги гости, деца бегалци и нивните блиски. Книгата што денес ја представуваме, како што беше споменато, на англиски е објавена во почетокот на 2012 година како издание на престижниот University of Chicago Press во Чикаго. На големо задоволство може да се забележи дека ова е една од ретките антрополошки студии објавени во странство што за толку краток период стануваат достапни и на македонската јавност. Вообичаено чекаме повеќе години за да ги имаме достапни на македонски јазик. Причините за ова најверојатно, како што авторите на повеќе пати истакнуваат и во студијата, се во актуелноста и се уште колективната национална чувствителност, што ја имаме кон прашањето за толкувањата на граѓанската војна во Грција. Посебно за последиците што таа ги предизвикала во животите на стотици илјади поединци, повеќе десетини илјади семејства, во државните политики на земјите во регионот и најпосле во општественото и политичко милје во земјите на југоисточна Европа, каде што престојувале најголем дел од децата бегалци. Во академските кругови на антропологијата и кај познавачите на општествените прилики на Балканот во Соединетите Американски држави, оваа книга предизвика големи симпатии и високи оценки. Професорот Майкл Херцвелд, искажувајќи се за неа, запишал, цитирам, историски и етнографски. Оваа книга раскажува двојна приказна од двајца автори кои пишуваат за две спротивставени страни и ги искажуваат промените кои се случувале во две држави и со две етнички групи. Книгата Децата на граѓанската војна успева прекрасно да ги прикаже паралелите помеѓу искуствата на двете страни, на начин кој е трогателен, но и аналитички издржан. Сепак најсилната страна на книгата лежи во теоризацијата на детскиот капацитет да го организираат својот сегашен живот и да го разберат собственото минато. Завршен цитат. Професор Марија Тодорова во стручното мислење за книгата изјавила, цитирам, успешно комбинирајќи ги архивските ресурси со обемна етнографска теренска работа, книгата Децата на грчката граѓанска војна е првокласен академски труд, заснован врз оригинално истражување и софистицирана теориска анализа, која често е емотивна, со оглед на тоа што се движи од историска проза до длабоко трогателни лични кажувања. Со оглед на чувствителноста на темата на книгата, неистражувана, но многу значајна епизода, таа е и храбра и издржана. Изгледа дека е созреано времето за да се започне процес на помирување
а делото на Денфорд и Ван Бусхотен ќе ни помогне да се движиме по тој тежок пат. Завршен цитат. Ќе кажам по неколку збора и за авторите на книгата. Професорот Лоринг Денфорд е професор и раководител на одделението за антропологија на Бейтс коледжот во Соединетите Американски држави. Во далечните 70-ти години на 20-тиот век бил професор гостин на Атинскиот коледж во Грција. Неговиот интерес за обредно-религиските феномени на античкиот хеленски театар и анастенариите, обредното одење пожар во чест на Свети Елена и Константин, биле преточени во негова магистерска и докторска дисертација, кои што подоцна биле објавени во монографски изданија и подоцна разработени во бројни научни студии посветени на овие аспекти. Меѓутоа, поттикнат од националистичките движења на диаспората, на грчката и на македонската заедница кон крајот на 80-тите години и почетокот на 90-тите години, кои биле силно изразени во Австралија, САД и во Канада, тој се зафатил со еден долгорочен истражувачки предизвик – антрополошко проучување и обиди за разбирање на комплексниот проблем наречен македонското прашање. Како резултат на оваа негова истражувачка активност, во 1995 година од печат излезе неговата добро позната книга Македонскиот конфликт. Етничкиот национализам во транснационален свет. Во издание на Принстон универзитетската издавачка куќа, која веќе во 96 година го доживеа преводот на македонски, во 99 година преводот на грчки јазик во Грција, а во 2008 година во Македонија е преведена и на албански јазик. Активно следејќи ги настаните помеѓу Република Македонија и Република Грција во 90-тите години и актуализирањето на спорот околу името, употребата на античкото наследство и други идентитетски прашања, тој објавил повеќе текстови во студии посветени на антрополошкото демистифицирање на процесите на креирање на идентитетите, како што е да речеме неговиот култен текст «Како може жена да роди еден македонец и еден грк?» Конструирање на националниот идентитет помеѓу имигрантите во Австралија и во северниот дел на Грција. Во книгата Македонија, политики на идентитетот и разликите, која што беше уредена од професорката Джейн Кован, објавена во 2000 година. Во меѓувреме тој започнал да се занимава и со проучување на устните истории и нивните рефлексии со и во некои позначени општествени политички случувања во регионот, кој што е негов истражувачки интерес повеќе од 40 години. Во текот на 98 година тој реализирал истражувачки престој во Македонија, работејќи врз устните истории на децата бегалци од граѓанската војна во Грција. Во тој период реализирал обемни теренски истражувања и интервјуирања помеѓу децата бегалци кои денес живеат во диаспората во Австралија, САД и Канада, а работел на терен и во Грција во текот на 2001 година. Во периодот од 2000 до денес тој објавил повеќе од 7 научни студии посветени на различни аспекти на креирањето на колективните сеќавања на децата бегалци и на граѓанската војна во Грција, секогаш обидувајќи се да ги покаже сите засегнати страни, да ги разбере сите проблематични точки во официјалните историографии на двете страни, двете различни идеологии на двете држави. Професорката Рики Ван Бусхотен е професор по антропологија и устна историја на одделението за историја, археологија и социјална антропологија на Универзитетот во Тесалија во Волос во Грција. Нејзини истражувачки преокупации се устната историја, сеќавањата, антропологијата на насилството, антропологијата на детството, социјализмот и постсоцијализмот. Занимавајќи се со овие прашања, таа својот истражувачки интерес го фокусирала на неколку значајни и се уште отворени теми во грчката јавност, како што е граѓанската војна, прашањето за екзодусот на децата во таа војна, колективните сеќавања поврзани со овие настани, заради што таа напишала повеќе студии, од кои некои се објавени во веќе споменатите книги посветени на македонскиот идентитет и прашање.
Користејќи ја методологијата на истражување на микроисторијата на едно село и неговата околина во регионот на Гревена, во Северна Грција, за периодот од 900 до 1950 година, таа пренесува исклучително интересна перспектива на граѓанската војна, базирана на устните истории исполнети со густи описи. Таа е автор и на книгата Од арматолик до народното правило, истражување во колективното сеќавање на рурална Грција од 1750 до 1949 година. Книгата, што денес ја представува теориски подкрепена студија за една од најконтроверзните епизоди во историјата на модерна Грција, која силно се одразила на општествените текови во поширокиот регион. Таа се заснова на анализа на животните истории, раскажани од децата бегалци од граѓанската војна во Грција. Ова е прва научна книга што ги истражува животните истории раскажани од децата бегалци од граѓанската војна во Грција, и таа воедно представува важен коректив на претходно објавените популарни дела на оваа тема, а во повеќето од нив преовладуваат националистички, комунистички или антикомунистички идеологии. Исто така оваа книга отвора нови хоризонти, бидејќи применува еден поширок, покомпаративен период отколку другите дела на оваа тема. Ова е студија во форма на книга за децата бегалци од граѓанската војна во Грција, која се занимава со искуствата и на грчките и на македонските деца бегалци. Во теориска смисла оваа студија нуди нови согледувања на неколку прашања кои се уште представуваат исклучително актуелни теми, како за научниците кои ги проучуваат проблемите со бегалците, па со антропологијата на детството и политиките на сеќавањата. Во случајов со оваа книга, авторите се сосредоточиле кон антрополошко проучување на посебна категорија бегалци, деца бегалци од граѓанската војна во Грција. Ова е една од ретките антрополошки студии за бегалците сместени во социјалистичките земји на Советскиот блок или за бегалци згрижени во сеопфатни институции чија намера била да ги преобразат во примерни граѓани. Напуштајќи ги дискурсите да се зборува за децата бегалци како само за субјекти, авторите запишувајќи ги се уште живите сеќавања од повеќе страни, се обидуваат да ги обноват силата и гласот на оние кои долго време беа сметани за неми емисари, деца кои немаат што да кажат. Оваа книга исто така зборува за сегашните теоретски преокупации во антропологијата на децата и на детството. Во неа авторите ја актуализираат улогата на децата како активни субјекти, со тоа што ги анализираат искажувањата за нивните искуства од детството. Наместо да ги третираат како целосно безпомошни жртви, зависни од делата на возрастните, авторите покажуваат како тие можат во исто време да бидат и ранливи, но и способни да действуваат независно. Истражувањето на професорите Денфорд и Ван Бусхотен покажува дека не постои универзално дете и дека идеите за детството се општествено конструирани и се разликуваат од една до друга култура. Исто така, оваа книга дава теоретски согледувања за влијанието што војната и насилството го извршиле врз децата. На полето на проучувањата на колективните сеќавања, анализата на Денфорд и Ван Бусхотен е инспирирана не само од класичното дело на Морис Холбах, туку и од поновите дела за сеќавањата, за политиките на сеќавањата и од процесот на индивидуалното и колективното паметење. Во последните глави од книгата се прави обид да се развие концептот за заедници на сеќавањето, во кои индивидуалните сеќавања на искуството се во взаемно содейство со официјалните нарации на јавното сеќавање. Во текот на реализацијата на теренското истражување, примениле
една од неколкуте можни техники за етнографско истражување на повеќе места. Една стратегија која Маркус зајадливо ја нарекува "Следи го животот", во која етнографот ги користи автобиографските нарации за да ги следи животните патишта на луѓето во движење. Во интервјуата, децата бегалци евоцираат спомени за настаните кои го одбележале нивниот живот. Тие исто така ги реконструираат општествените односи и мислења кои ги оформиле нивните идентитети. Така, интервјуата на устната историја даваат единствена можност за ангажирање во така наречената ретроспективна антропологија. За да ги сместат нарациите на децата бегалци во контекст на нивната изворна средина, авторите истражувањата ги изведувале во многу села од каде што децата биле евакуирани. Поминале 2 недели во Северна Грција, во Епир и во Македонија во летото 2001 и 2006. Ван Бусхотен поминала уште една недела во Тракија во 2001 година, на места каде што бегалци живеат и денес. Во 99 и во 2000 година извела истражување во Будимпешта со деца бегалци кои останале да живеат во Унгарија. Во 2000 година Денфорд поминал 2 недели во Торонто интервјуирајќи деца бегалци, а во 2003 година и двајцата направиле таму повеќе интервјуа. На крајот, исто така во Скопје работеле на 2 меѓународни средби организирани од Сдруженијето на децата бегалци од Егејска Македонија во сеќавање на 40-та и 50-та годишнина од нивното заминување од Грција. Ван Бусхотен присуствувала на првата средба во 88 година, а Денфорд присуствувал на втората средба во 98 година. Како што беше споменато, направени се 114 интервјуа со нив. Суштествено е дека интервјуата се направени по завршување на студената војна и откако Република Македонија стана независна држава. Текстот на оваа книга е и полифоничен, значи повеќе гласен, и жанровски мешан, а е поделена на 3 дела – истории, приказни и етнографии. И секој дел е представен со различен глас. Во првиот дел истории, користејќи архивски и устни извори, презентиран е еден подробен приказ на 2 програми за евакуација. Вториот дел, приказни, содржи 12 животни истории во кои децата бегалци со своји зборови ги раскажуваат своите искуства. Избрани се раскажувања кои пред се емоционално богати, имаат историско, етнографско и психолошко значење. Исто така, избрани се раскажувања кои представуваат избалансиран примерок на поширок круг искуства кои се содржат во животните приказни на децата бегалци. Во 4-та и 5-та глава се содржани раскажувања на животните приказни на 4 грчки и 4 македонски деца кои отишле во Источна Европа. 6-та глава ги содржи раскажувањата на 3 грчки деца и 1 македонско дете кои отишле во детските домови во Грција. Во 3-тиот дел, етнографии, низ антрополошка анализа се толкуваат искуствата на децата бегалци од граѓанската војна во Грција, земајќи ги предвид најновите антрополошки дела за бегалците, за раселувањето и за значењето на домот. Во 8-та и 9-та глава се обрнува внимание кон она што се нарекува етнографии на сеќавањето, со цел да се анализираат различните форми кои овој спор околу евакуацијата на децата за време на граѓанската војна го има добиено во сегашниот светски поредок по студената војна. Во 9-та глава се утврдени заеднички модели на сеќавањето во раскажувањата на 2 искуствени заедници на сеќавањето, едниот составен од деца бегалци евакуирани во Источна Европа, а другиот од децата одгледани во детските домови во Грција, сосредоточени на 4 теми што се повторуваат во животните истории на обете групи: заминување, материјални предмети, немоќност и еманципирање. Книгата сама по себе е навистина предизвикувачко четиво и мислам дека за сите нас ќе е добре дојдена да ја читаме подетално. Благодарам.
Благодарам. А сега мислам дека е време да ги слушнеме авторите. Предпоставам дека ќе говорат најпрво господинот Денфорд. Предпоставам дека на англиски ќе говори, така да слушалки имате со превод. Please, take the floor. Прво сакам да се заблагодарам на Фондацијата Отворено општество Македонија што ја објави македонскиот превод на оваа книга. Сакам да им се заблагодарам на Адријана што ја организираше оваа средба, бидејќи тоа за нас е огромно задоволство што сме овде, што можеме да го споделиме нашето истражување. Исто така сакам да им се заблагодарам на Вера Чаповска, која што беше добар пријател и која ја преведе оваа книга. Исто така сакам да му се завратам на Босхотен, кој што е одличен колега во сиве овие години. Имаме голема благодарност до поранешните деца беганци кои што одвоја време да зборуваат со нас и да ги споделат своите животи со нас. Зборува на грчки. Споминав 20 години од мојот живот како антропологолист кој што ги студираше модерните култури и во 98 посетив конференција во Австралија заедно со Рики и таа конференција беше доста политички настан, каде што организаторите на самата конференција беа посветени на поддржување на грчките позиции во однос на македонското прашање. Тие рекоа дека нивната цел е да ја намалат пропагандата на словените. И јас не учествував во таа причина во ова надвор од конференцијата, имаше демонстрации на македонци кои што живеат во Австралија. Луѓето носија црвени знамиња и имаше големи каде што пишуваше македонците постојат и тие не се грци. Македонскиот е литературен јазик, а не е дијалект, грчки дијалект. Како што влеговме во конференцијата, македонските демонстрати вика фашисти, расисти. Јас бев многу вознемиран поради политизацијата на она за што сметав дека представува академски настан и направив се што можев, а тоа е станав антрополог, правев истражувања и си заминав од конференцијата, зборував со демонстрантите на македонци и ги поддржав правата на македонците во Австралија да се идентификуваат себе си како македонци. Токму тогаш ја запознав Рики, и јас имавме иста реакција на конференцијата што беше одржана, која што беше целосно, значи непотребна. Некои од грчките научници не сакаа да седат заедно со нас на маса. Ние бевме тргнати на страна веќе во следните неколку лета, каде што ние направивме истражување во Флорин, Лерин и за да ги видиме животите на македонското малцинство таму, и токму имав привилегија да се сретнам со луѓе како Гостас Гоцис и Павлос Воскопулос, кои што со задоволство седи денеска до мене. Во 91-92 поминавме една година во Мелбурн, Австралија, и тоа беше еден од највозбудливите години во мојот живот, каде што кога Република Македонија ја доби својата независност. Во првата недела, кога бев во Мелбурн, отидов во Македонска православна црква, каде што македонците во Мелбурн гласа за изборите. И ми беше кажано дека ако се чувствувам како македонец, можам да гласам и јас. Јас им реков благодарам, но јас не сум македонец, сепак. Поминав многу денови, возејќи низ Мелбурн, изборувајќи со луѓето за етничкиот и националниот идентитет. Одевме на спортски надпревари, фудбалски надпревар,
зборувавме за Александар, за Грција и за Македонија, научав за гркомани и скопјани, за тукашни и наши, и во Мелбурн се сретнав со неколку луѓе кои што се македонци, меѓутоа кои што браќа се Грци. И често пати ми беше поставувано интересно прашање како може една жена да роди еден грк и еден македонце. А грците ми кажаа дека тоа не е можно. Обајцата браќа се грци, македонците ми викаа и тоа не е можно, обајцата браќа се македонци. Тешко се обидував да им објаснам дека е можно за една жена да роди еден македонец и еден грк. Бидејќи националниот идентитет не е нешто со што се раѓаш, тоа не е во твојата крв, туку тоа се конструира во текот на животот на еден човек преку политички и историски фактори. Во следните неколку години во мојот живот беа многу тешки, болни. Целиот живот го поминав студирајќи ја модерната грчка култура. Имам многу пријатели кои што се грци. Јас ја сакам Грција и јазикот и културата, меѓутоа многу брзо станав предмет на сомнение и на недоверба за многу луѓе кои што работат на модерни грчки студии. Јас правев презентации на конференции за македонското малцинство во Северна Грција. И со моите коментари беа дочекани со непријателство и беа одбивани од страна на грчките политичари кои што беа поканати да бидат клучни говорници на ваквите конференции. Ова беше времето кога грчкиот амбасадор во Обединетите нации им напиша писмо во Нью Йорк Таймс и кажа дека не постои македонско малцинство во Грција. Па затоа и јас напишав писмо каде што кажав дека на вистина постои македонско малцинство во Грција, бидејќи сум се сретнал со луѓе во Северна Грција кои што ми кажале јас сум македонец, јас не сум грк, и тоа е доволен доказ за еден антропологист да знае дека постои македонско малцинство во Грција. Во 90-тите години Рики и јас почнавме да пишуваме, да планираме да напишеме книга заедно, заинтересиравме, бевме во улогата на грчката цивилна војна, граѓанска војна во врз македонското прашање, како што слушнавте. Долго време интервјуиравме многу повеќе од 100 луѓе и во нивните дневни соби во Торонто, во растурените куќарки во селата и во Скопје, во нивните станови, во нивните кујни. Сушност, ние имавме многу емотивни раскажувања, голема носталгија, страв, и гнев и омраза во нивните приказни. Ние интервјуиравме и грци и македонци, луѓе кои што биле во Источна Европа и во камповите на кралицата во Грција, луѓето кои што ги поддржуваа комунистите и оние пак кои ги поддржуваа западните демократи, луѓе кои што се преселиле во Канада, во Австралија. Огромна чест ни беше што ни беа дадени, ни беа кажани овие приказни, и Рики и јас чувствувавме огромна одговорност за тоа да го представиме колку што е можно подостоинствено и одговорно и вистиното на оригиналот. Ние направивме една научна студија за грчката војна, граѓанска војна и за евакуацијата на децата бегалци. Им дадовме простор тие сами да зборат за себе и да ги кажат собствените приказни со собствени зборови. Сакам да завршам со цитат од една многу прекрасна жена, Мерин Бундевска, која што е родена во селото Трна, во близина на Флорина и Кастодијан, и која што беше однесена во Клокочов, во Чехословачка, а потоа таа живеела во Скопје многу години пред да се пресели во Торонто, каде што живее денеска заедно со својот сопруг. Таја заклучи дека интервјуто што го заврши интервјуто со следниот цитат. Тоа е веројатно една најважните пораки што ние сакаме да ја оставиме со вас. Ристе ќе го прочита овојка. Идовме на нашата средба во Скопје во 1988 година. Нашата декларација гласеше:
Нека ниедно дете не го доживее она што ние го доживеавме. Нека ниеден родител не копнее по своите деца како што копнеа нашите. Ако можеме да најдеме заеднички јазик, ќе узнаеме дека има работи кои многу повеќе не врзуваат, отколку што не делат. Ние не мразиме никого. Ние мора да учиме од минатото, за да имаме подобра иднина за нашите деца и за генерациите кои доаѓаат. Здраво на сите. Мојот колега Дени веќе им заблагодари на сите што требаше да им заблагодариме. Јас само сакам да додадам дека жал ми е што некои луѓе не се меѓу нас овде, луѓе кои што ги интервјуиравме и кои што сакавме многу да бидат присутни овде. Зашто одзема многу време да напишеме книгата и едноставно тоа не беше можно. Вера Фотева, Живко Скотарски и Никифор Лобовски. Ке зборувам малку за односите меѓу грците и македонците пред војната и до сега, како што излезе од нашето истражување и искуствата на децата, и ќе се фокусирам особено на прашањето за јазикот во овој однос. Повеќето од нашите од оние кои што ги интервјуиравме, македонците, започнуваат да зборуваат за политиките на диктатурата во Метакса, репресијата на јазикот, променувањето на имињата. Многу луѓе македонци биле присилувани да се нарекуваат, да ги сменуваат своите имиња. Потоа или го кажуваат тоа или од нивното искуство или од искуството на нивните родители за страдале и биле тепани само заради тоа што зборувале на својот мајчин јазик. И во овој период сликата за грците, односно за окупирачките сили била страшна. Во текот на 94-та година, во 40-тите години се смени нешто. Грцкото комунистички малцинство почна да се признава малцинството. Секој што зборуваше на мајчинскиот, започнаа да се воведуваат професори кои што зборуваа на мајчински јазик. Меѓутоа, во граѓанската војна тоа се измени. Луѓето кои што ги интервјуиравме се сеќаваа дека во првата класа кој што односно во нивните села тие почнуваа да зборуваат на своите мајчин на јазик. Потоа влада постоењето на македонскиот јазик се сметаше за закана за нацијата. Така за владата постоеше план да се искорени јазикот во текот на диктатурата од Метакса. На Метакса. Ова беше применувано во Квинт Федерика, во Грција, каде целосно околу 18.000 деца беа евакуирани од страна на кралицата Федерика, а некои од нив беа грци, меѓутоа други од нив беа македонци или пак власи. Не сите деца беа всушност евакуирани присилно. Некои од родителите сами ги предадоа своите деца, многу често затоа што беше тешко да им овозможат на овие деца да обстојат, односно да го овозможат нивното живење. Фактите кои што се најдени во мемоарите на една од жените која што работеше со кралицата Фредерика,
Една од целите на всушност на ошколувањето што им е дадено на овие деца беше да се искорени нивниот барбарски јазик кој што го зборуваат, се мисли на македонскиот. Во многу случаи оваа политика беше доста успешна. Ние го спомнавме случајот на еден човек кој што го велиме Џон Толиос, кој денеска живеа во Канада и кој што бил од македонско село во близина на Флорина. Кога всушност тие дошла од Подополи во близина на Солун, тој не зборувал воопшто грчки. Меѓутоа, бидејќи не им било дозволено да зборуваат македонски, тој го заборавил својот јазик многу брзо. И кога го интервјуиравме многу години подоцна во Торонто, тој рече имале курс за да можат да ве грцизираат. Меѓутоа, некои деца сепак биле во можност да ја одолеат на оваа политика и да го задржат својот мајчин јазик. Ке ви дадам еден многу важен пример за едно од лицата кој што ние ги интервјуиравме и неговата приказна е вклучена во самата книга. Тој објаснува како тој бил фатен од армијата наспроти желбата на неговите родители и бил испратен на еден остров каде што требало да биде во реформаторски камп направен од грчката влада, посебно за младите партизани, со цел да им се искорени комунистичкиот вирус што го имаат, меѓутоа да се искорени и јазикот што го зборуваат. Тој одолеал на овие напори и направи една смешка и почнале да си формираат собствена заедница и зборувале на македонски тајно. И кога се вратил назад кај своите родители, тоа било доста трогателна сцена каде што тој кажал на својата мајка дека тие не беа во можност да ме реформираат, си го зачував идентитетот. Сега на Љупчо ќе прочита 3 дела од неговата приказна и тоа на македонски. Да ме земат. Им зборуваа на моите родители. Ги евакуираме децата. За нивно добро. Ќе одат на училиште. Ќе бидат на сигурно. Но фактички ние бевме земени насила. Моите родители не можеа да сватат. Тие одбија и двајцата. Им рекоа на војниците, нема причина за ова. Тој не живее тука, оди на училиште во Амохори. Според вас, тоа е сигурно место. Војниците беа вооружени, ги удрија родителите и рекоа, не мрдајте, кутрата моја мајка. Ги турнаа војниците, се бореше со нив. Од страв не презедов ништо, бидејќи можеа да пукнат и наместо да те убијат. Ужасно се чувствував, но не можев ништо да сторам. Не сакав да ги ставам родителите во опасност. Ако речев не одам, сигурно ќе ми ги убијаја родителите. И така, не натоварија на камионите и не одведоа во Лерин. Преку него најдов многу луѓе кои беа етнички македонци. Еднаш кажав една шега, половина на грчки, половина на македонски. Вистинска македонска шега. Момчето ја слушна и почна така да се смее, во животот не си чул такво смеење. Ете така започна целата таа работа. Групата приврзаници функционираше многу добро. Немав чувство дека ме казнуваат. Имав чувство дека ме индоктринираат. Морав да се повинувам на луѓето околу мене. Но се сеќавам што ми рече мајка ми кога ме одведоа. Рече, немам ништо против да одиш во училиште, ама знам што прават во училиштата. Никогаш не ќе можеш да го учиш својот мајчин јазик и ќе се вратиш, ќе се свртиш против мене, бидејќи ќе те претопат. Татко ми го рече истото, ќе ве претопат. На македонски тоа значи дека ќе те истопат, ќе те стават во калап. Јас им реков, нема да се свртам против тебе, ти си ми мајка. И цело време го имав тоа на ум. Во тој период идентитетот ми беше многу важен. Ми не достигаа родителите, ми не достигаше семејството. Толку многу ми не достигаше родното место, што чувствував болка. Слегов на станицата во Песочница.
Солзи се ронеа од очите на мајка ми. Луѓето гледаа во нас, прашувајќи се што се случува. Гледај ме, реков, не ме претопија, примив се што беше за моje добро. А останатото, реков, тоа сум јас. Не можеше да поверува дека не ми го уништија духот. Мислеше дека ќе се свртам против нив, токму како нацистичката младина. Токму така рече. Рече, се плашев дека ќе ти го уништат карактерот, ќе ти го снема идентитетот, дека ќе те претопат и ќе те свртат против нас и против својот народ. Потоа додаде, гледам, не се случи тоа со тебе. Јас се гордеам со тоа. So that was Тоа беше Трајан Димитру, тој живееше близу во Лерин, денеска живее во Торонто. Ке кажам неколку зборови и да ја продолжам приказната, така да кога овие деца, грците и македонците, одеа во Источна Европа, тие беа близко едни до други, а тоа се должеше на фактот дека постоеше официјална политика децата да бидат научени на нивниот мајчин јазик, што значи дека и грците и на грчки и на македонски часови и дека имаше и грчки и македонски весници достапни за нив. Меѓутоа на почетокот тоа не беше лесно за грчките и за македонските деца заедно да живеат, бидејќи многу грчки деца од одредни делови не знаеа дека тие луѓе во Грција зборуваат и друг јазик и мислеа дека децата се странци. За македонските деца постоеше имидж дека тие се многу насилни и ги идентификува грчките деца со армијата и со бомбардирањето на нивните села. И постои една епизода дека некои деца ни ги ја кажаа дека кога биле во дом во Романија им било кажано дека грците ќе дојдат. Значи на почетокот во овој дом биле само македонски деца и штом тие се уплашиле, направиле заседа за да се борат против грците кои што доаѓаат. Потоа дошол возот и виделе дека и грците се всушност само деца исто како нив. Иако очекува, а не грците што ги очекувале. Уште нешто што е важно. Децата кои што си играле заедно, и грците и македонците, всушност си ги учеле јазиците еден од друг до голем степен, што значи дека во домовите децата учеле грчки, меѓутоа македонските деца имале посеби македонски часови, меѓутоа некои грчки деца наместо да играат надвор, сакале да учат македонски не само преку игра, туку и на самите часови во класовите, па доаѓале заедно со нив кога пораснале. Постоела одредени љубовни приказни меѓу грци и македонци и тие се земале подоцна. Ако гледаме наназад на целиот период во кој што и грците и македонците биле во контакт, веројатно ова е периодот каде што тие биле најблиско едни до други и каде што ја делеле истата историја и истиот идентитет на бегалци. Меѓутоа, за жал, ова се сметил во 82-та година, кога се донесе закон дека само децата кои што се наречени грци по потекло и дека само тие можат да се вратат во Грција, бидејќи до тој момент проблемот на бегалството бил заеднички и за едните и за другите. Тие биле протерани бидејќи се биле сметани за комунисти. Меѓутоа, после 82 само на грците им било дозволено да се вратат во Грција и тогаш е почнало да се создаваат посебни заедници кои што се организираат и во диаспората. Значи имаме грчки и македонски бегалци. Во 90-тите години, како што е крајот на студената војна, признавањето на независната Македонија и новите миграции, всушност создадоа ренационализација на односите помеѓу двете групи, бидејќи претходно во 70-тите години, во 80-тите години, тоа не било толку важно,
да се каже на која етничка група припаѓаш, бидејќи тие биле или селани или пак урбани или градски луѓе. Она што денеска се обидовме да го направиме во книгата е да ја напишеме книгата на обете групи, бидејќи во историографијата воглавно најдовме книги кои што пишуваат само за една група, или за грчките деца, или само за македонските деца. Меѓутоа, ние сакаме да ги споиме заедно и се надеваме дека ова ќе им помогне подобро да се разберат едни со други. Токму заради тоа сакав да го кажам и сакам да додадам дека доколку некој од луѓето кои што сме ги интервјуилере се презентни деска, сакаме да ги поканиме на ручек по средбата овде и да се дружиме со нив и сакам да им дадам копии од интервјуата кои што ги носам со себе. Благодарам. Благодарам, Рики. Дали сега можам да ги замолам соработниците да пробаат да не вклучат со мајка Стоја Јанкова? Меѓувремено, ако некој од вас има прашање или коментар, повелете. Да, повелете. Само представете се, молам. Мислам дека има микрофони, така? Надица, ајде. Добар ден. Јас сум Евгенија Николовска, секретар на Републичкото Сдружение на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија. Имам чест и имам задолжение во име на Сдруженијето да ги поздравам авторите, да им се заблагодарам за ова прекрасно дело со чувствителна тема се уште и да се заблагодарам до господинот Милчин, до вас и до Фондацијата Сорос што преведовте едно вакво прекрасно дело и сите деца бегалци што се во Република Македонија и нивните потомци ќе имаат шанса сепак да прочитаат што се случува, сепак иако се 12 судбини, ќе се сознае нешто повеќе. Ние правиме напори во училиштата да почне барем поеднаш во полугодието предавања за оваа тема, па се надеваме дека ќе има книги да го поделиме каде што веќе имаме предавања. Благодарам. Ја мислам дека сега имаме Стоја на линија. Ајде, пуштете да ја чуеме. Да? Ве слушаме. Добар ден, драги слушатели, и опростите што од оправдани причини не може да присуствувам на оваа убава свечаност на промоцијата на книгата. Затоа се јавувам преку телефон и во прво време сакам да ги поздравам авторите од се срце, Лорен и Рики, и да ја поздравам неговата замисла, неговиот труд, што ја напиша книгата и што напиша за нашите борци и за нашите бегалци, за нашите деца. Борците од Егејска Македонија беа прави борци, потомци на Гоце Делчев, и кога изби војната, тие ковлавови се бореа сите за национална и социјална слобода. Од 16 години до старост сите беа на фронтот. Али ето многу околу 20.000 почина борци. Тие останаа на Грамос, на Вичо, Лерин, Преспа, сегде ги имаше починато борци. Неговите тела, лавовите живи ги јадеа. Тие немаа гробови. А неговите очи орлите ги пиева. И затоа само коските можат да се тркалат уште овие 64 години, може да најдеме некоја коска од нив. Тоа беа борци храбри,
А тие што останаа живи, што не успеа нашата борба, протерани и останаа кои се на нога, кои со без две нозе, кои ќори без очи, кои ранети герли што има по нозете, и сите беа интернирани дури во Сибир, во Русија и во сите други држави. Можам многу да зборувам за борците, али сакам да кажам едно. Додека сме живи ние, не можеме да ги заборавиме. Оти беа тие за нас спасители. Втората точка што напиша Рики наша за децата бегаци, да кажам дека тоа беше организирано за децата да ги спасиме од смртта која престоеше. Децата беа гладни, децата беа боси, децата беа напоени од тој воздух што беше отровен од бомбардирањето. Затоа патија многу болести и така реши нашата влада да ги евакуираме во слободните држави. И тоа наравно кој се сретна Захаријади Тито во Југославија и решија овие држави да не примат нас децата. И нас водителките што бевме околу 1000 со тие деца. Разделбата на децата беше многу тешка и не можам да ја опишам. Само можам да кажам дека нема ни ширина широка, ни висина повисока, од мајчинска болка поголема, која му зеда од децата, која му изимавме од колена. Тие беа плачеа, вриштеа и така ние ги земавме. Тоа беа деца, селски деца. Тоа беа деца на земјоделци, на сточари, на воденичари, на гајзарджи, на копачи, на воденичари. Тоа беа селски дечиња, облечени во ќудичиња, во опинчина и така со нив, на верната главчина ги носевме и минавме долг пат. Да не го кажувам тој пат крвав и со воздишки големи на децата. Се продолживме да ја преидиме нашата граница. Границата на нашата друга сестра Лабавка. Да не прими таја како наши деца. Дојдовме до граница и цел народ, каде престојувавме, село, град, со таква љубов, со таква тага не примија. Први не нахрана овој народ, наш македонски, први не напои тој. Зато му должаме на голема захвалност од името на сите деца, од името на сите мајки. Му захвалувам на македонскиот народ од Вардарска Македонија, да нашата сестра македонска, дека ни даде се од себе. Од Македонија беше мост кој поминавме ние. Тој мост помина сите 38.000 деца. Помина и беа распоредени по сите држави. По Романија, Полска, Чешка, Русија, во сите држави има распоредено. Најповеќе ни помогна Црвениот крст на Македонија, кој не зеде од дупени од во граничното село, и тие луѓе, тие хумани луѓе што работеа во Црвен крст, не водеа од село на село пешки со камиони до Битола, од Битола до Браилово со возови и така стигнавме во Скопје. Во Скопје престоивме малку и кога слушнаа тие беа веќе организирани афежето дојда во вагоните со тие корпи, кифли, бомбони, колачина, да ги гајат децата и тие да плачат со нас. Продолживме за Белград и таму нашиот Црвен крст, на кој захвалувам многу на македонскиот Црвен крст, не однесува до Белград. Во Белград не преведе Југословенскиот Црвен крст. Таму да не должам какви
преглед имаше какви вањања, какви се, немавме ние ни чешен да ги чешуваме децата. Значи и јас како водителка немав чешен, заборавив да земам, ништо немавме. И така децата ми беа извањати, дури не ги препознав како ги облекоа у Белград. У Белград беа прегледани од сите лекари, најдо, од микоза, од трахова, од луѓа. Што немаше болести, болните ги задржа и другите не одеса во Бела црква. А другите деца од другите села ги однеса во Романија, Полска, Чешка. Оние нашите кои беа во Југославија овдека, во поранешна Југославија, беа распоредени во Бела црква. Со нив бев јас во Бела црква и таму остана до крај на домот додека не се расформира. Во Бела црква ни беше татко и мајка југословенски од Црвен крст. Камионите еден доаѓаше, други се враќа. Ни дадоа најубави згради, постелни, кров над главата. Децата најповеќе гледа на хигиената и на здравјето. Ама со вагони испивме рибли, зејтин, децата му дававме, али сите деца ни станаа здрави. Тие што останаа во Белград од микоза, од трахома, од ТВЦ, веќе оздравија и ни ги праќаа пак кај нас. Поред хигиената, поред здравството, веќе таму се разви културниот живот, растеа тие деца мали, што војната ги казни. Така да децата остана подолго, али кога веќе почна Црвен крст да ги барат преку Црвен крст родителите, ние сегде ги спраќавме од каде му се наоѓа родителите, дали во Чешка, во Полска, во Русија, ги праќаше Црвен крст. И така да домот веќе се празнеше и децата беа распоредени по родителите. А за културата, за науката, за образованието, нашите деца не учеа ни српски, не учеа нити други јазици, учеа само српски еден час, иначе беше Македонија, просвета на Македонија на здравство и култура, тие ни праќаа книги, тие ни пратија учители и така да нашите деца учеа македонски јазик и сите стана сите честни граѓани, стана лекари, стана инженери, од секоја професија, значи сите деца што беа во дом ги завршија, али средно школа завршија во Скопје и во Битова, во другите интернати. За цело време школувањето Црвен крст, југословенски Црвен крст ги издржаваше и по домовите, каде беа сместени и по интернатите. Затоа му захвалувам и на Црвен крст, кој заиста многу ни помогна. Захвалувам на целиот македонски народ и на сите луѓе кои помогна, али верувајте ми, све ни дадоа, али рамите наши, милиони лекари не можат да ги излечат. Затоа викам, во срцето имаме една рана која ми, и до раната ми стои еден часовник и се ми ги буди тие спомени. И затоа никогаш нема да заборавиме и убавините што ги доживеавме, али тая рана, тие трајги завеани, што поминавме по патиштата, ни дождовите силни не ги измијани, нити снеговите големи. Мајка Стоја, ви благодариме многу. Не сакаме да се исцрпувате премногу. Овде сите многу внимателно ве слушавме, а ви посакуваме се најдобро и здравје и среќа. Се надеваме дека ќе имаме повеќе радост од Кукутага во оние години што ни остануваат до крајот. И сите овде ве поздравуваме срдечно и искрено. Благодарам што ни се придруживте. Јас сега
Ако има уште некои прашања или коментари, повелете, а потоа ќе си дозволам да ве поканам. Дружењето и разговорите ги продолжиме и со коктелот што го подготвивме, зашто понекогаш, нели, не сакаме многу да говориме на овој начин, а многу повеќе сакаме да говориме. Да, Павле, да. Повелете, 1, 2, вие бевте прв, да, добро. Вие, па Павле. Едно прашање до авторите, доколку тоа може. Господинот автор Лоринг Денфорд изнесе едно свое лично мислење, став, ако добро го разбрав, дека една мајка може да роди, предпоставувам од ист татко, еден македонец и еден грк. Доколку таквата поставка се темели на културна, духовна темелница, мене ми е разбирливо и прифатливо. Тоа човечко чувствена трансформација е можна, но ако чувството е дојдено низ присила или асимилација, различно образование, натурување некакво, тогаш не можем да се согласим со авторот. Еден црнец, просите ми што сега нив ги замешувам во ова, со сето почитување на таа раса, не станува белец. И мајка не раѓа и црнец и белец од ист татко. Не може пред пладне некој да биде грк, после пладне дома пред своите да биде македонец. Генот си е ген, предпоставувам. Ако целта е да се живее продолжено во мир, заедноштво и почитување, тогаш идејата ја поздравувам. Благодарам. Заборавивте да се представите. Ангел Балкански, член на Форумот за човекови прави на македонците од Егејскиот дел на Македонија. Благодарам. Повелете, и Радка Димитрова не ја забележав преска, значи имаме уште... Yes, do you want now or just to listen? Maybe there are some other... Okay. Да одговори. Ви благодарам, тоа е навистина многу интересно прашање и се согласувам со вас за степените на сила наспроти не вклучувањето на сила во асимилирањето на одредени луѓе. Меѓутоа, вие зборувате за споредба на грчкиот и македонскиот идентитет и оние. Меѓутоа, примерот на САД е многу интересен и ќе аргументирам дека силно е можно мајка и татко да родат едно дете кое што е црно и едно кое е бело. Тоа многу често се случува. Например, Барак Обама, нашиот претседател, може да биде или црнец или белец во зависност од тоа како тој културно се идентификува. И исто така сакам да аргументирам дека можете да бидете во САД, можете да бидете ирец на Сабајле, а грк попладне. Постојат случаи каде во текот на Балканските војни имаше приказница луѓето кои што имаат 3 различни документи за различните власти и војски на кои што треба да им ги презентираат. На едните беа македонци, на други грци, на третите имаат други. И затоа сакам да дадам силен аргумент дека генетиката и крвната линија немаат никаква улога во етничкиот или националниот идентитет. Благодарам за вниманието. Повелете. Јас сум Јоти Поповски, роден во село Смрдеш, Костурско, магистар по еколошки науки. Сум длабоко импресиониран со појавата на оваа книга и се потврдува тоа јас што го велам од поодамна дека историјата ја пишуваат победителите, а ја коригират победените. Мислам дека почна корекција на таа историја наша. Како голема благодарност сакам да им дадам на авторите еден мал подарок од моја страна, кој ги едно CD во кој се прикажани
една од моите иновации изградени на 3 континенти или 12 земји. Меѓу другото, можам да ви кажам дека во Грција не можев да изградам прочистителна станица, заради тоа што ми бараа да си го сменам и идентитетот, и името, и така натаму. Ви благодарам од се срце. Yeah? Thank you. I just wanted to... Благодарам. Сакам да истерам дека историјата може би ја пишуваат победниците, меѓутоа антропологијата или етнографијата ни секогаш ја пишуваат луѓе кои што не се заинтересирани во тоа кои се победници или губитница. Меѓутоа антропологијата ја пишуваат луѓе кои што имаат пошироки перспективи и неполитички перспективи. Пред се сакам да благодарам за поканата да бидам на овај прекрасен настан денес. И од мене и од другите помлади, да кажам, македонци, честитки за фондацијата. Ова е уште еден благодет. И убавото е уште повеќе, бидејќи има и други книги што имат пишувано македонци што живеат тука во Републиката. И неколку од грчки историчари, од нивна гледна точка, ама нема многу светски луѓе како Рики и Дани да пишуваат ова книга, што сметам е голем допринос на овај случај. И затоа иницијативата на фондацијата да го преведува и да го издавува и е од големо значајни за овај случај. И сакам исто така да кажам една важна работа. Многу се радувам што имаме и пријателски односи со Рики и со Дани. Кога се запознавме во почетокот на 90-тите, треба да кажам дека ние помладата генерација, благодарејќи на овие наши пријатели, научивме како прогресивно, културно, конструктивно да делуваме и да го поставуваме малцинското прашање на меѓународно и на пошироко ниво. Лична благодарност на Дани и на Рики за нашата помош сите овие години. Благодарам. Радка Димитрова, повелете. Радка Димитрова? Да. Да се представам, Радка Димитрова. Не сум дете бегалец, иако сум во семејство на деца бегалци и многу деца бегалци познавам. Во таа средина сум живеела и ги чувствувам сите работи. Имено за тоа може би и полесно ми е да зборувам, заради тоа што многу одамна, пред 55 или колку да речем години, студирајќи во Љубљана, се запознав со тамошните одгласи за малцинствата нивни во Трст и така натаму. И тогаш, во мојата младост, ми беше многу нејасно зошто кај нас нема такви одгласи, нема демонстрации, тотален молк за ова се. И од тогаш го следам тоа прашање и денеска ми е многу мило, сум многу благодарна и прво што направив кога влегов во оваа сала беше благодарност да изразам на господинот Милчин за ова и за оваа промоција и за придонесот за оваа книга. И од срце благодарам, длабоко сум благодарна на двајцата автори за ова темелно истражување кое што трае многу години, за кое што може би никој од нас македонците и не би бил способен со такво трпение, систематичност и, како да речем, објективност да го следи овој проблем, најмногу заради тоа што пропагандите се до таја мера влезени во нашите умови, во нашите души, зашто на жалост многу ми е жалама да го кажам тоа, ама еден од примерите беше и нашата на врската што беше мајката, не знам, мајката беше ли деца бегалец, беше она.
А мајка на деца бегалец, да. Ставот е јасен дека претерано длабоко влегле тие пропаганди. Мене многу ми е жал и сакам овде да истакнам како македонка не дете бегалец за невиденото и толку тешко злоупотребено големо чувство на нашиот народ од тој дел, големо чувство и големо тежнење кон слобода и кон искажување на своето национално, да се злоупотреби на така немилосрден начин. Јас само два факта сега тука ќе наведам од илјадници кои што сум ги слушала, гледала, читала и особено сакам да го истакнам господинот Стојан Кочев, од неговите книги исто така многу работи сум научила, ама само две сакам да истакнам. Живеевме во куќа со секретарката на Лазар Колишевски. Она ми кажа за писмото кое што било пратено до Тито во самиот почеток на кога доаѓале тука децата бегалци, дека било пратено писмо до Тито од страна на Лазар Колишевски, дека од политички безбедносни причини не може да ги задржи децата бегалци во Македонија. Тоа е едниот пример. И да не должам многу, има такви примери и еден најдрастичен, кога веќе се знае дека е војната изгубена, кога веќе се знае дека тоа не може да оди натаму, властите ги собираат децата што се туку-што или уште неполнолетни и ги враќаат назад на боиштето. Тоа се работи кои што допрва треба да ги истражува нашата историја, без предрасуди, без перде, не заради омраза. Тоа особено го подцртувам. Јас мислам дека најголемото зло што ние можеме на себе да си го направиме, да ги мразиме сите околу. Тоа е најважното. Ама, како народ, исто ентитет, исто како што е личност една ентитет, ако држи некоја тежина, некој зло што го направила една личност, и не го освестува тоа, не го осветлува тоа, за да го помине, за да извлече поука, исто така ние како народ, мислам дека, додека објективно не го осветлиме тоа во себе, тој греф не го окаеме на некој начин, сами пред себе, нашата голема поделба на македонскиот народ, идеолошка поделба, може да биде кобна за нас. Мислам дека авторите го начнале најважниот проблем за нашата нација. Многу благодарам уште еднаш на сите. Имаше уште еден... Да, повелете, извинете. Не. Што за овој проблем на децата бегалци се зафатија двајца еминентни странски професори. Јас од моје лично име им благодарам и им честитам. Со господја Рики се познаваме уште поодамна, бидејќи таа често пати доаѓаше во архивот на Македонија и бараше документи, нормално и устни искажувања, токму за овој проблем. Најдовме заеднички јазик со неа, бидејќи јас се интересирав за овој проблем, од што се роди една книга под наслов "И ние сме децата на мајката земја". Точно се третира овој проблем на децата евакуирани во источноевропските земји. Јас накусо сакам да кажам само неколку збора за поимот евакуација на децата бегалци. Видите, постојат различни мислења. Едни мислат дека тоа била хуманитарна акција, за да се спасат децата од ужасите на војната. Други вика дека тоа не била хуманитарна акција. Туку сета тоа евакуирање на децата беше резултат на нерешениот проблем на резервите на ДАК.
Значи, се што беше способно да држи пушка в рака, односно оружје или лопата, по евакуацијата на децата се беше мобилизирано. Од, што се вика, од најмладо што останало, до најстаро, дури до 60 годишњаци беа мобилизирани. И мајки, родилки, левунки, што ги викам, исто така беа мобилизирани, за да помагат во помошните служби на демократската армија. Тоа навистина, значи, е докажано, дека децата се евакуирале само да се задоволат резервите на демократската армија на Грција. Постои едно друго мислење, мислењето на мајките. Мајките сосема поинакво. Тие сами си се проколнуваат зошто ги испратиле децата толку далеко. Многу пати кажуваа дека многу војни поминаа, многу стравоти видоа, но никогаш не дозволија децата да ги дадат. Но им верувале на тие што воде пропаганда. Вика дека децата по војната ќе се вратат. Војната заврши, децата не се вратија. Многу останаа во тие земји каде што отидоа, а дел од тие се вративме тука, кај што ја сметаме ова република за наша татковина, затоа што се вика Македонија и е наша. Чудно беше зошто да не се свати тој проблем кога тие пропагатори ги слушаа грчките националисти да викаат дека кога ќе дојди кралот, ни еден словен да не најдеме во ова земја. Да ве снема, ниту еден да не остани. И тоа навистина се докажа. Ние фактички отидовме само во еден правец. Втор правец враќање немало, затоа што се барало да се запишеме или грк, а потоа го сменија и тоа, и ако се запишеш грк, значи не те прима, туку да бидеш грк по род. Тоа беше невозможно. И затоа остана плачот да ги гледат мајките тие катанци на вратите на опустошените села што останаа празни. Стравотно да поминиш сега поготово во Костурско и Корештата, да ги видиш тие села празни, пусти, само кукавици што кукат и катанци што се нишат по портите. Благодарам. Ви благодарам. Дали јас можам да заклучам дека можеме да ја заокружиме денешнава средба? Односно, повелете. You want to answer. Добро, и нашите автори сакат да одговорат. Повелете, па авторите. Само кратко ќе кажам неколку збора. Се ова што беше досега кажано ме натера јавно да го кажам тоа што мислам. Се придружувам секако на сите оние што ги искажа зборовите на благодарност, да не ги повторувам во интерес на времето. Инаку, јас сум Кики Мангова Поњавич, родена во село Баница, Леринско. Дали ова сум го напишала и јавно сум го објавила. Меѓутоа, никој не ми се јавил, не се загрижил за тоа. Ако сите вие присатни овде, родени во Егејска Македонија, ги видите вашите лични исправи, на сите ви пишува само Грц. Родена во Грц. Ова го велам и како правник. Во законот за лични исправи, за личните карти, има изричита одредба место на раѓање. А јас не сум во Долот, во Ливадата или било каде родена. Родена сум во Баница. И го објавив во правник, го објавив во утрински весник, меѓутоа никој не се одзвал за на тоа. Сакам да речам, сами некој пат си го рушиме личниот идентитет. Еден Никола Тесла, постојано и американците во филмовите го
подвлекуваат неговото место на раѓање. Филмаджиите овде уште повеќе го знаат каде Никола Тесла почнал да размислува за она што го имаме денес светлото. Повеќе нема да ве задржувам, само сакав јавно ова да го кажам. Благодарам. Благодарам. Riki, Loring, who will start? Прво сакам да им кажам на секретарца на децата бегалци, Здруженијето, дека всушност работата што сакате да ја направите со децата, за да ги научите за минатото на децата бегалци од друга генерација, и се надевам дека нашата книга ќе биде многу корисна за таа цел. Исто така, можеби тие можат не само да научат за нивните дедовци кои што починале, туку да имаат и подобро разбирање за децата белгаци секаде низ светот, дури и оние од другите земји кои што доаѓаат во Македонија. И токму затоа нашата книга ја посветивме на децата бегалци секаде низ светот. Исто така сакам да кажам нешто на Фана Боцкова. Навистина, ние работевме долго време заедно и јас уживав кога ги читав документите во самите архиви и зборувајќи со вас за искуството на децата бегалци, и ја користевме незината книга во нашето истражување. Таа беше многу корисна. Меѓутоа, исто така сакам да нагласам дека за историчар да ги толкува фактите, никогаш не постои една причина за објаснување, еден начин на објаснување, не постои само една причина за евакуацијата на децата. И за децата кои што беа евакуирани од комунистичката партија и оние кои што беа евакуирани од кралицата Федерика, од документите разбривме и од приказните дека постојат две причини. Прва, едната е хуманитарна, не сме да се каже дека немало хуманитарна грижа или компонента за овие деца, меѓутоа постоја и други стратегиски и политички причини во обата случаи. И прашањето на резервата на демократската армија на Грција е една од причините зошто сите деца биле евакуирани. И истото се случува и за другиот шема на евакуација. Само сакам наклото да им се заблагодарам на преведувачите кои што имаат напорна работа, што ни довозмолија подобро да комуницираме едни со други. Еднаш да им се заблагодарам на авторите, да нагласам дека со љубопитност ќе ги чекаме следните нивни книги, без оглед дали ќе се однесуваат на Македонија, македонците, Грција, грците и така натаму. Ќе ги чекаме, извинете, ама тоа требаше порано да го направите. Второ, сакам да и се заблагодарам на Вера Чаповска. Јас сум сигурен дека ќе имаме уште книги од интерес и за неа и за нас, а потоа и за другите пошироко од нас, и дека нашата соработка ќе продолжи. Јас сега не знам дали сега треба да го направам, ќе го направам сега. Ја имам до мене во кесата 3 примероци на фототипското издание на граматиката на македонскиот книжевен јазик од професор Хорас Ланд од Харвард Юниверзити, објавена 1952, и сакам да им подарам по еден примерок на Рики, на Лоринг и на Павле. Повелете на коктелот.